Државни институции му должат десетици милиони евра на Фондот за здравство, па фондот не им плаќа навремено на болниците за лекови и здравствени услуги, покажува ревизорскиот извештај за работењето на Фондот за здравство за 2024-та. Потоа здравствените установи немаат пари да си ги платат нивните трошоци, па постојано се на листата на најголеми државни должници. Само најголемите 10 должници меѓу здравствените установи должат над 90 милиони евра. Ревизорскиот извештај за работата на Фондот за здравство покажува дека Фондот за пензиско, кој го плаќа здравственото осигурување на пензионерите, му должи 137 милиони евра. Во април годинава било платено здравственото за пензионерите за јули 2025-та. Во изминатите 3 години се зголемува јазот меѓу тоа што требало и тоа што било платено. Дополнително, Министерството за здравство, кое го плаќа осигурувањето за невработените и за луѓето со ниски примања, му должи на Фондот за здравство уште 35 милиони евра. Наведените состојби кои произлегуваат од недоволното и ненавремено обезбедување на средства по двата основа имаат кумулативно негативно влијание врз ликвидноста на фондот. Со тоа се ограничува неговата способност за навремено сервисирање на обврските кон јавните здравствени установи. Во Фондот за пензиско велат дека зголемувањето на пензиите донело и повисоки трошоци за здравствено осигурување за пензионерите, кое сега е 11,8% од пензијата. Зголемувањето на обврските се должи на историското зголемување на пензиите од 7.000 денари од 2024 година. На тој начин се зголемени и обврските на Фондот за ПИОМ кон ФЗО. Вкупното зголемување на пензиите во 2026 во споредба со 2024 е околу 500 милиони евра на годишно ниво, што значи изголемена обврска на Фондот за ПИОМ за здравствено осигурување во висина од околу 60 милиони евра. Без разлика на ова административно зголемена обврска, пензионерите си ја добиваат и ќе продолжат да ја добиваат здравствената заштита без разлика на меѓуинституционалните долгови. Од друга страна, тоа го отвора и прашањето за државното планирање при зголемувањето на пензиите, односно дека владата морала да предвиди дека поголемите пензии ќе донесат и повисоки трошоци за здравствено осигурување на пензионерите.